Добар ден и од мене. Во петокот имавме можност да го проследиме ТВ дуелот меѓу лидерите на двете најголеми политички партии, Зоран Заев и Христијан Мицковски. И претпоставувам дека граѓаните очекува да слушнат две различни перспективи каде Македонија ќе оди, две различни опции за економскиот развој, две различни идеологии. Дали тоа се случи или граѓаните остана покуси од ваквите очекувања, денеска во 7 сила ќе поразговараме со моите гости новинари Стојан Наумов, Гордана Думјак и Ненад Јовановиќ. Гордана, бидејќи си дама тука, ќе почнам со тебе. Дали го гледаше интервјуите, дали мислиш дека ова интервју ги оправда очекувањата на гласачите, на граѓаните? И веројатно потоа, ако не, дали ќе има уште едно и што можеме да очекуваме генерално од овие интервјуа? Или дуели? Го гледав интервјуто во живо, дента кога се емитуваше, а откако ти ми се јави уште еднаш за да се подсетам на деталите, дали ги оправда очекувањата. Во нас смисла дека конечно имаме дуели помеѓу лидери на политички партии кои што претендираат еден од нив да биде новиот премиер на идната влада после изборите на 12 април, да. Уште повеќе што во изминатиот период, не така далечно минато, имавме недостиг од квалитетни и воопшто дебати на политички противници. Мицковски и Заев се веќе добри познаници и од политиката и од дуелите. И ако можам, значи, да ги гледам работите од една перспектива малку надвор од тие партиски блокови, ќе кажам дека моите очекувања не беа и како граѓанин, и како новинар, и во крајна линија и како гласач не беа оправдани, бидејќи во најголема мерка тоа беа веќе познати ставови, веќе позната реторика, начин на однесување. И она што мене ми недостигаше, тоа е една перспектива, една порака до граѓаните што можат да очекуваат натаму. Очекувано од тоа, од начинот на кој што се водеше дебатата, уште сега може и да се насети кои ќе бидат главните пунктови на кои што ќе се води кампањата на предвремените парламентарни избори. Тоа ќе биде пред се владењето на правото, НАТО и ЕУ интеграциите и во една помала мера меѓунационалните односи и економијата. За жал, она што мене ме разочара, тоа е недостатокот на информации кога државата ќе добие една политичка предвидливост и за бизнисот, и за начинот на живот на обичниот граѓанин, и за медиумите, и за воопшто за политиката. Сторе, и во Америка и секаде каде што има вакви ТВ дуели меѓу аспирантите за водач на државата, после тие дуели има некои мерења кој бил подобар, кој добил повеќе гласови, кој победил и кој изгубил. Јас не мислам дека еден ТВ дуел може толку многу да придонесе кој ќе победи, кој нема да победи. Веројатно на изборите ќе се каже. Експертите велат дека тој што си верува во својата идеологија и понатаму ќе си верува, но од еден новинарски аспект, тебе како ти се виде ова интервју? Тоа што кажа Думјан, добро, извонредно што сепак има дуели после колку имавме пауза, имавме нели на претходните избори и тоа треба да го има. Сега, може би од новинарски аспект беше интересно, дури мизансценото остава простор за, односно го насочува дуелот во онај динамичен или помалку динамичен. Значи, кога се гледат многу блиску бе еден до друг, и тоа има сигурно влијание на самиот тек на дуелот, ако ги ставиш подалеку, тоа ќе поинаку. Тоа само вистина е таков. Таква е цената и таа уште повеќе ги врештува да бидат пофајтерски. А што ги врештуваше фактички? Имаше диспропорција во односите меѓу двајцата. Едниот као да говореше за перспективи за едно, а другиот говореше за нешто друго, имаше персонализација на однос. Повеќе
аргументи, борба на аргументи да биде, меѓутоа очигледно тие луѓе кои што ги советуваат, затоа што гледам неколку потези кои што беа договорени, може би и знаеле што ќе ги праша на крајот Гоце. Морам и за Гоце да кажем дека на почетокот беше извонреден различни прашања за двајцата, меѓутоа прашањата беа критички и за едниот и за другиот, што е пристапе окей. Значи, не како ајде едно прашање, тема ќе зборуваме за тоа, што имаш ти да кажеш, што имаш тоа да кажеш, тоа не грее многу од новинарски аспект. Значи, проблемот е во тоа што они повеќе се обраќаја на своите гласачи, односно на своето тело, барем во овој прв дел, за да го мобилизира, и мислам дека кај Заев основната цел беше да направи разлика меѓу она што денеска се случува со демократија, што се случува па и со економија, со судството, со напорите за реформи и она што се случувало во времето на Груевски, и да наметне силен впечаток дека и тој Мицкоски, кој што ете се мачи да направи некој отклон на Груевски, е силно поврзан, цврсто поврзан со тоа време од тие 11-12 години. На Мицкоски му беше целта не да направи разлика, туку да каже дека и тоа време и ова време се исти. Затоа на Сваровски судството имаме Луи Витон. Значи, криминал, судење, трас, како беше тоа, трас судството, користеше во голем дел кај Мицкоски, например, неговиот наратив наликуваше на содржините и наративот на пресконференциите и соопштенијата на ВМРО-ДПМНЕ. Постојано повторување, за да се засили впечатокот на 3-4 збора, малку аргументи имаше. И тоа, според мене, можеше Заев да биде многу посилен во доменот на економијата, каде што и како бизнисмен има многу посилен бекграунд и малку постабилно, поелаборирачки да го користи тој економски простор за да се наметне. А неверојатно туку има некои моменти кои што може да ги употребува без да се срами. А Мицкоски можеш очекував да биде малку постабилен, да наметне некој така посмирувачки аспект кој што ќе направи проширување на тоа гласачко тело што го очекува на изборите. На почетокот имаше една многу силна поента, значи малку ми изненади Мицкоски, нудеше некаква стабилност со првиот одговор за коронавирусот, ама не можеше поинаку сигурно да постапи. Ја мислев дека веднаш ќе почне да напаѓа, да каже не сте подготвени, вие сте катастрофа, вие сте виновни што и за коронавирусот да рече, ама тој одговори многу стабилно, многу државнички, рече не се битни изборите, битно е нашиот народ и нашите граѓаните. Меѓутоа, после тоа како стрини се. Ти како го доживеа интервју, мислам дека некои од темите ги отворивме, ќе се навратиме и детално поединечно ќе разговараме. Твојот став како беше? Дали имаше кавгаџиство или имаше презентација на идеи или како се однесува двајцата лидери? Па, видете, се разбира дека имаше презентација на идеи. Идеите се такви какви што ги видовме на самата дебата. Нужно е да се каже и да се потенцира, да се адресира на два моменти. Значи, овие двајца луѓе, Зоран Заев и Христијан Мицкоски, се две различни парадигми. И тоа се два различни света кои тие двајца луѓе конкурираат на една позиција, премиерска, тоа е најголемата извршна функција политичка во оваа земја. Разликите се огромни, се докажува дека ако го гледате наративот на Зоран Заев, ќе видите дека во неговата идејна смисла, да кажеме дека он кога адресира, сега истоле што зборува кај Христијан Мицкоски е се на лична база, значи на лично јас. А додека гледате разликата кај Зоран Заев, функционира дека цело време адресира за другиот, никогаш не зборува за себе. Значи, кога зборува, стално ги употребува таа, како кажам, политичка флоскула која адресира на многу политички чинители, од ненационализам, ги спомнува граѓаните, кога вели ќе ги ослободуваме институциите, кога се зборува за правниот систем, вели дека тие биле октруирани, дека не се слободни, дека не можат да делуваат во политичкото поле, па цело време се адресира да они самосвесно ги носат своите правни обвинителни одлуки и така натаму. Значи цело време имате
едно лично страдање на Зоран Заев, низ кој поминал големи политички премрежја, додека кај Христијан Мицковски ја имате таа наратива на личното негово јас. Таквата наратива, повторно ви велам, дава една рефлексија која е премногу опасна. ВМРО ДПМН не научија во овие изричито во овие 10-12 години дека не можат да владеат во политичкото поле без при тоа да ги растураат институциите. Ако се вратиме пред неколку дена, ќе видиме како се однесува министерот за внатрешни работи со таа сета негова партиска војска, како обструира. Имавме случај со министерката за Мизрахи. Значи, гледате, цело време тие само ги подриваат институциите, се враќаат наративите од времето на груевизмот, а кога ќе ги растурате институциите, потоа лесно ќе дојдете да ги подривате и човековите права, потоа лесно ќе ги подривате и медиумските слободи и права на граѓаните. Значи, реално, двете парадигми се очекувани. Реално е дека овој свет во овој момент, и ја мора да кажам така, да адресирам политички, дека подобриот и кој генерира јавен интерес за ова општество е подобрата наратива на Зоран Заев, отколку што е наративата на Христијан Мицковски. Затоа што да не заборавиме, кога ние му велиме, кога велам ние, мислам на ние граѓаните кои што сме политичка некоја јавност, која зборуваме за некои јавни работи, кога велиме да се огради од Груевски, ние не велиме да се подчини на Груевски, туку да побара доверба за највисоката функција на која пледира да на 12 април да се истакне. Значи, они немаат ни самочувство, ни некоја вина чувствуваат. Значи, они мислат дека тоа што било завршило и дека кога ќе дојдеме ние на власт, ние ќе почнеме некоја нова идеја, некоја нова парадигма. Но го гледаме зборот, ги гледаме наративите, го гледаме конфликтот кој го генерираат во општеството, ништо не решаваат и цело време таа наратива се персонализира во Мицковото јас. Тоа е, како да ви кажам, тоа е, прво, ако цело време адресираш на собственото јас, тоа значи дека ти така ја гледаш и државата. Ако адресираш на собственото јас, така ги гледаш и граѓаните. Значи, повторно ќе га менаџираат државата низ еден, како да кажам, еден авторитарен, популистички, можен иден режим. И уште една на крај завршувам. Значи, можеби во демократско општество граѓаните немаат многу можност да ги менуваат политичките токови, но баш мислам на самиот ден на избори, само граѓаните можат да одлучат која е подобра парадигма, дали таа на Зоран Заев или на Христијан Мицковски. Значи, кога бараме одговорност, само на избори бараме одговорност на граѓаните и тоа е добро. И разликите мора да се... Гордана, пиар стратегиите веројатно се нивна обврски, како ќе се однесувате, нивно прашање, тука не би може да се мешаме, но оно што сепак и ние како граѓани, како новинари, барем јас, тоа што може да го забележам, што мене лично ми пречеше, не заради односот на Мицковски кон ТВ дуелот, кон стварноста. Значи, јас навистина очекувам, верувам и добар дел од граѓаните, каква понуда и во доменот на правдата, на перспективите на Македонија, не можев да разберам. Освен ситни закачки, иронизирање на персонален однос и дури некои закани од времето на Груевски за патриотизмот мене ми пречеа. Да, секако секако дека пречат. Дури да лоши доста заканувачки, што... како да кажам сега, една монополизација на патриотизмот што не може да ја надмине ВМРО ДПМН и поделба на македонското етничко ткиво. Тоа се разбира дека пречи. Мене лично ми пречеше што и натаму двајцата лидери зборуваат во трето лице. Тоа ми е навистина многу чудно за себе како за трето лице. Но она што паѓа во очи е една непотребна ароганција, да кажеме, кај Мицковски, за прашања за кои што не сака да одговори. А од еден иден премиер и лидер на политичка партија мора да се очекува за оделни прашања ако треба и 100 пати да одговори. Па така Мицковски вели не прифаќа одговорност за времето на Груевски, вели повикајте го, прашајте го. Има тука и некакви ситни подметнувања, јавете му се, вие сте, имам информации со него на линија.
Исто така, одби да одговори за што ќе прави со Преспанскиот договор. Кажувајќи дека на тоа прашање одговорил 100 пати. Па дури и 1000 пати да се каже, на граѓаните им е навистина многу битно да знаат што натаму. Дали е ова само бидејќи ВМРО ДПМН добар дел од својата доктрина, партиска стратегија ја темели токму на негирањето и докажувањето дека Преспанскиот договор е лош. Ние не слушнавме што доколку ја освојат власта. Може ли да се менува Преспанскиот договор? Затоа велам и претходно кажав дека имам чувство дека се обраќа на своето гласачко тело и тоа не на било кого, на тврдокорните, на патриотите, а многу малку на граѓаните и на неопределените, кои што во крајна линија ќе ги решат изборите и ги решаваат најчесто одговорите. Исто така, не ми се допадна еден момент, еден непотребен фолклор, една манифестација на несериозност во настапот со вадењето на новчаник Луи Витон, а од друга страна значка од НАТО. Како да ви кажам, тоа го спушта нивото на самиот дуел и на дискусијата и не враќа во едни времиња да се прашаме дали на вистина имаме луѓе кои што треба да им ја дадеме довербата да ја водат државата. Така што ми фалеше одговори на клучните прашања. Да. Столе, јас имав такво чувство, но имаше една надменост за која што говори Гордана дури на крај на прашањето што ќе работите ако не успеете на изборите. Па јас сум професор, како да е тоа нешто што ако вие не сте професор, сите тука, тоа е нешто понижувачки. Секој човек има свој ангажман. Заев е бизнисмен, ние сме новинари, ќе продолжиме да си живееме. И уште нешто, ако сте професор, па најмалку ви личи да имате еден таков подценувачки и ироничен однос за сериозни теми како што е државата. И тоа може и обратно да се каже. Јас имам печат дека Заев многу често настапуваше како учител кон ученик за некои теми, особено за економијата. По стилот, јас сум работел толку, јас знам, и си машинец. Че имаше надменост, тој професорски инстинкт, сигурно да врши работа кај Мицкоски и кај сите професори, веројатно. Тоа и Заев така се наметнуваше, го учеше, го подучуваше за некои работи кои што сигурно повеќе и подобро ги знаат со овие 3 години на чело на државата. Јас сакам нешто друго да кажам, не треба да ни изненади ова е шоу, знаете. Тоа на запад тоа го прават за да го кренат малку цензус, да ја кренат излезност, затоа што таму имаш некоја апатичност, не издегуваат на гласање. И мора да има инциденти, мора да има и повеќе малку крв, така условно речено, за да предизвикаат поголемо внимание. Све е демократија. Кај нас има некоја мобилизација, не знам вакви работи дали се потреби, макар што новинарски сладко беше така, интересно за гледање. Ми пречеше тој речник кој што ако користиме терминологија на боксерската терминологија, многу често одеше под појас со ударите. Ама и спортот не е дозволено тоа се стори, во боксот не. Сега ако сме сведоци дека и наредното интервју, наредното ќе бидат такви, мислам дека нема се крева, него ќе се спуста ниво. Затоа реков, мислам дека не под појас, него ќе се мамаат подсеваници. И тоа ќе биде само едно обично шоу за забава за граѓаните, а нема ништо да научиме од тоа. И на крајот на кришта, ако они се забавуваат, па не треба значи ние да се забавуваме. Ако многу внимателно го следиш целиот дел, изгледува дека они многу добро се знаат. Многу често се стрекавале, многу често преговарале, многу често се договарале, си имаат нати го, дај ми го. И они внимава што и колку кажуваат. Ако се подсетите на имијата што ги споменува, што му рекол еден, што му рекол другиот, че кај обичниот народ може би остави впечаток, види ги овие двајцата, значи едно е за народ представа, друго е они меѓу себе и треба да се гледаат, но тоа излезе на површина малку повеќе
од тоа кое што умешноста на политичарите. Чекај, не мислиш ти на онаа теорија на некои новинари дека Мицковски работи за Заев, дека све договорено, а глуми опозиција? Си работат они едни за други. Значи, знаете, таа политичка солидарност до сега Македонија доминираше. Дувњак, ајде не терам во детали, но Луи Витон новчаникот на крајот, ако беше полн, дали ќе беше директно понуда за мито или како тоа ќе го сватеше обвинителството или граѓанството? Чекате, прво има една друга работа ако беше оригинален, нели? Да, и тоа. Да, Сега не а знаеме веднаш дали ги после ние тоа- 200 денари или 200 евра. После тоа кажа од ВМРО дека во секој случај тоа требаше да биде симпатично, а излезе невкусно. Во не го доживеав. некои нормални држави тука би имало работа и за јавниот обвинител, меѓутоа такво нешто не очекувам во Македонија, особено не во овој период на предизборие. Она што мене исто така ми пречеше, тоа беше, значи тоа е вака гледливо, меѓутоа и не знам како ги советувале пиар службите. Меѓутоа имаше таму баш навистина како разговор на двајца добри познаници кои што Ама не одеа до крај. не одеа до крај и имав чувство дека и двајцата имаа некакви адути во джебот, меѓутоа не ги користеа, ама затоа користеа збореви кои што се лепливи за јавност, а во суштина ништо не покажуваат. За да го осликаат политичкиот профил на противникот. Нервозен сте, полачка, немојте, се потите. Како да ви кажам, тоа ништо не зборува и јас напротив не мислам дека доколку се продолжи со ваков тип на дуели ќе мобилизираат, туку имам впечаток дека можат во друга крајност да однесат, да ги доведат граѓаните до една уште едно поголемо ниво на апатичност и немање желба да се излезе на избори, затоа што како и двајцата политичари да се обидуваа да покажат дека се поразлични еден до друг, меѓутоа се сведува во овој момент повеќе на флоскули. Флоскули дека едните и другите се за владење на правото, за борба против корупцијата, а немаат до крај одговори на некои суштински прашања. Нена, за крај говореше за еден биполарна идеологија, биполарен свет кој што и натаму со вакви ТВ дуели, со такви идеологии ќе се дели граѓанството во Македонија и веројатно тие што веруваат ќе се веруваат, но неопределените се повеќе ќе имаат дилема. И освен апатија за која што говори Дувњак и можеби помала излезност од разочараност заради ваквиот несериозен однос на дел од лидерството, мене сепак ми дава еден страв на сериозен страв на понатамошно продлабочување на разликите, бидејќи тоа на крајот на краиштата на улиците во секојдневниот живот се манифестира и во институциите, бидејќи ние сите живееме и работиме во едни исти институции. И ќе треба да работиме омрзнати и гледајќи се низнишенот на патриотизам и непатриотизам, што за мене е погубно. Многу ми Јас сега звучи може да кажам тоталитаристички. вака, дека ние на политичка партија не е добра. Може да кажам. Но тоа нема ништо да промени. Јас може да кажам, ниедна од овие две понуди не ми се допаѓа. Јас очекував повеќе, знаете, тоа е малку нарцисоидно. Јас очекував, трета нема. очекував повеќе. Ние може да се лутиме до утре и да ја удираме главата од зид дека понудите се лоши, имаме ние големи очекувања и така натаму, не ги исполнуваат нашите очекувања. Но некои чичковци и тетки после 12 април ќе седнат на столчиња без разлика дали ние излегле на избори, напишале Чичо Глишо, командант Марк Загординеј, некои чичковци и тетки ќе седнат во собраниските столчиња. Мнозинството од тие
чичковци и тетки ќе формираат влада и така натаму, и така натаму. Се сложувам дека можеби, велам можеби, не е доволно добра понудата, но оваа понуда е најдобрата што во овој политички контекст може да го очекуваме. Имаме две парадигми. Едната парадигма е Зоран Заев не како личност, туку како политика. Како политика, и другата парадигма е Христијан Мицковски. Ако доволно добро и јасно ги исчитуваме наративите на едниот и на другиот, ќе видиме дека подобрата варијанта за оваа земја која генерира иоле некој јавен интерес е политиката на Зоран Заев. Се сложувам дека граѓанската, мислам, ги знам тие луѓе од граѓанската фела, од луѓе кои се иницијативи, кои што се здруженија, кои што се новинари, кои што се самосвесни, дека не се задоволни. Но ви велам, во демократија секогаш се гласа за помалото зло, никогаш за поголемото зло. И гледаме многу јасно дека кога му велам, и тука ќе се повторам од почетната моја теза, не бараме ние Христијан Мицковски да му се подчини на Никола Груевски. Ние бараме да си ја поврати довербата со тоа што ќе се оттргне од злосторничката политика на ВМРО ДПМН. Да ми кажете, да ми кажете, само да завршам, да ми кажете дека можда не се доволно добри, дека можда нема да излезем на избори, тоа е цинична позиција. Тоа е цинична позиција, тоа не сме ни еден иоле одговорен граѓанин да се однесува на таков начин. Ви велам, дојде човекот, го заврши договорот од Преспа за кој луѓе не смеа да писнат со години, дека ќе променат име, односно не го промени името, него го решија билатералниот спор, тоа е клучна разлика, никој не го промени името. Не го решаваме билатерален спор. Цело време зборува дека дека ќе биде едно општество за сите, тоа е опасен утопистички концепт. Помирува, цело време бара соживот, цело време ги ослободува институциите, ги буца, ги бутка, ги турка, да сами носат одлуки, да сами, како да кажам, демократија, разликата на демократијата и авторитаризам е да имате јаки институции версус еден човек. Значи, сакам да кажам, тоа се многу важни адреси. Значи, не може на таков начин да играме схоластички игри, да се зафркаваме со нашиот глас. Се знае која е подобра парадигма. Уште Зошто не го прави тоа што за Мицковски говориш? Зошто не го прави тој јасен отклон? Он вели онака, ама срамежливо тоа, јас со тоа време не сум бил, тоа си е негова одговорност. Меѓутоа, може да рече како во Германија кој беше Бранд беше која се извини, и он не бил виновен за тоа што го правеле пред тоа Хитлер и фашисти, ама се извини во името на сите, така и клекна, се помоли за жртвите. Така да политичка одговорност. Да, така. и он можеби, сигурно треба да се извини за сето тоа што лошо. Сега, тоа ми беше поентата. Ако се уште нивните статистики, нивните истражувања покажуваат дека на овие избори ќе одлучат или како што велат новите теории, не одлучуваат неопределените, туку кој подобро ќе ги мобилизира своите, тој ќе победи. Ако нивните бројки тоа го покажуваат се уште, такво извинување мислам дека не треба да очекуваме. И цело време Тоа пак ја покажува тенденцијата дека само ти е битна партијата, а не државата. Мислам, очигледно е дека станува збор за тоа. И тоа некој треба да го препознае. Треба да се обиде да ја расшири приказната, веројатно со подсетување на назад. На нас не ни треба извинување заради извинувањата. Прочка беше. Стварта е да се дистанцираш од една политика која била... Затоа што видите, во овој дуел, која зборува за прогласена за режимска, тоа е работата. Например, ние сме македонска партија. Тоа дури непријатно да го слушаш. Сите партии се македонски партии. И сите се мултиетнички на некој начин. Зошто е тоа? Зошто? По стакло гази за да не исплаше, да не избрака некои птици кои што очекува сигурно да бидат во неговото резултатно јато. Ме разбираш? Ама уште не се отворени сите. Демагогијата дека потоа потоа ќе бара од тие. Меѓутоа, бројките се бројки. Сега прават ние не живееме само од бројки, Па тие живеат само од бројки. Ако може само на самиот крај да кажам, значи земјава Македонија во устав е конститутирана како мултиконфесионална и мултиетничка. Значи тука е разликата. Дали ги делиш граѓаните или цврсто се одредуваш према етничкото македонско мнозинство. Значи тоа е клучната разлика, тоа е најголемата разлика во еден свет. Еве го лицемерието. Не може да зборуваш ние сме македонска, цело време се фали со
еврејка, значи и таа е мултиетничка. И со не може партии на сите властите, власти, на ромите, сите торбеши, да. сите турци кои што Се се во уколи- ВМРО ДПМН на тој начин да ги, значи бараме причина зошто се уште тоа. Дури и на нив им е непријатно кога Па затоа што се националистичка партија. Ете затоа. Тоа е националистичка партија. Само кога играш со еден одреден етникум, а сите не ми се други ги допаѓа. исклучуваш. Значи тоа е по дефиниција и практично и политички националистичка, дезинтегрирачка и дискриминаторска политичка. Да завршам. Думје, ќе има уште еден ТВ дуел и Сигурно. очекуваш дека ќе биде ист или Сигурно. осеќаш ли, чувствуваш ли потреба дека може би е доволно ако бидат вакви, дека може би не треба од овој калибар? па- Или затоа што немавме долго години, па сега по секоја цена добро е да имаме едно. Не знам која е била соочување. проценката на телевизијата во овој момент да От имаше и организира такви коментари, ако се вакви, што дуел. ќе ни се тие, тебе дуели Меѓутоа, се забавуваме. очекувам дека во екот на самата кампања ќе има дуели и тогаш, барем се надевам, дека појасно ќе се адресираат одговорите на некои прашања. Добро, да се надеваме, јас сум малце поголем песимист. Да видиме како ќе се развиваат работите. Долго време немавме вакви ТВ дуели, но јас сум сепак скептичен ако ние ништо не успееме да разбереме од двајцата кандидати за премиер тоа што очекуваме да го разбереме, онда не знам, да видиме дали може како поинеку да се организира тоа. Ви благодарам што бевте посетители на Седма сила и утрински брифинг.